целосно разбирање имам за кусите рокови, но постапката мора да заврши во некоја временска рамка и тоа не е зашто ние сакаме, туку затоа што мораме. Што сакам јас да ве прашам вас? Последнава констатација беше дека во ваше време немало укажувања и така натаму, инаку ние од досегашното испитување видовме дека не е ова сега и не е ова инцидент, дека и во минатото имало укажувања, сомнежи и слично. Значи, од извештајот што го добивме, ревизорски, јасно е дека се работи за системски проблем. Само системски проблем или дефектен систем може да доведе до трагедијата што се случи и затоа треба да видиме кој придонел за нејзино продлабочување, кој ја предизвикал евентуално, кој ја негирал и така натаму, и мислам дека еден од најважните елементи во превенцијата е надзорот. Ке се согласите дека Малме има елемент или има надлежност и за надзор. Тоа е прво. Второ, ако добро ве разбрав, бидејќи прв пат ве гледам, ке ме извините, ама колешката пред вас, тоа беше веројатно господјата Риса Висара, нели, спомена некој систем трекинг на контрола произлезен од европската пракса и дури чувме дека има можност да бидете европјани и кога не сте дел од Европската Унија и да го вградите тој систем. Таа сепак, предпоставувам, не знам дали ве запозна вас со таа идеја, но јас морам да ве подсетам на нешто. Вакви тела функционираат врз основа на институционална меморија. Се што е добро, се што е идеја, треба да се набележи. Зошто? За да може во иднина да се искористи. Значи, едно од моите прашања, дали имавте вие увид во можноста за ваква контрола, дали размислувавте и слично. Тоа е првото. Второто е врзано за нешто што е исто така дел од институционалната меморија, а тоа е вашата надлежност за воспоставување и одржување на база на податоци согласно со одредбите од законот. Што е она што морам да кажам мене како правник ме шокира во текот на ова анкетна комисија? Нема податоци за споредби. Знаете што ми треба мене од вас? Мене ми треба од вас не да ми дадете детали, ама сакам да видам вака, например, на колку субјекти сте имале инспектиски надзор во споредба со тие пред вас и така натаму, и тоа системот да го препознава. Каков тип на контроли на квалитет сте спровеле? Каква била потрошувачката на лекови во ваше време во споредба со оние пред вас? Колку рационално сте ги употребувале лековите и медицинските средства, тоа се гледа и по потрошените средства и така натаму. Дали сте биле интегрирани во меѓународната мрежа на информација за лекови, со кого, како? Каква била сигурноста и ефектите врз испитаниците на клиничките испитувања и така натаму? И дел од нашите прашања, за кои јас не гледам дека имаме конкретни одговори, тукму се однесуваа на тоа, на бројките. Статистиката е нужна за стручно и научно сознание. Без неа не можеме да носиме сигурни заклучоци. Значи, не случајно ние прашувавме колку одобренија за увоз на биолошка терапија се издадени во вашето време, во нејзиното време, колку пати кога се испитувани лековите, што покажуваат тоа споредено со тие пред вас, споредено со регионот, споредено со европските искуства и така натаму. Значи, ако донесете некои такви податоци, ние многу лесно можеме што да споредиме. Што сте смениле
што сте подоприле, што е тоа што треба да се оствари. Зошто? Зашто од овде ние треба да излеземе со заклучоци, некои ќе бидат основ за некои, што знам, судски постапки, кривични, граѓански, прекршочни и така натаму, туку за подобрување на состојбата. И затоа не случајно повикувам на знаење, на стручност и компетентност, и само луѓе од струка и од знаење може да имаат интерес за вакви параметри и за вакви споредби. Ние ќе мора тие час поскоро да ги имаме. Тие се многу важен елемент, ако сакате, и кога ќе дојдеме до кластерот што се однесува на оваа област, а еден од многу важните е да видиме како се движела траекторијата и зошто системот не бил отпорен, односно имун на проблемите што се појавија, како оние за кои зборува колешката одзади, ама и луѓето на улица, а и ние сме загрижени. Значи, молам, и вие што сте сега, и тие што биле пред вас, и тие пред вас, предпоставувам дека комуницирате, ама ископајте од податоците за да видиме ние кој е трендот. Тоа ќе не доведе до заклучоци и во поглед на потрошувачката, и во поглед на бројот на набавените лекови. Мислам дека е тоа бонафиде со добра намера, а не за да ве збуниме или за да манифестираме некаква политичка надмог. Тоа далеко е од посакуваното.